Се случи првата отстапка од Софија за Скопје. Јавниот сервис Бугарската национална телевизија за вечерва во ударен термин најавуваше дека одново ќе го емитува документарниот филм насловен "Само затоа што беа бугари". Во филмот, произведен пред повеќе од 2 децении, се пренесуваат сведоштва за ликвидации на бугари во Македонија во текот на јануари 1945 година. Па коментарите што се слушаа во политички кругови овде во Софија беа дека БНТ очигледно ја саботира посетата на премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски, па и новиот пристап што сака да го промовира бугарскиот премиер Кирил Петков. Но изненадувачки, доцна попладнето на официјалната веб страница на Бугарската национална телевизија БНТ ја снема најавата за овој документарец, а телевизијата објави дека во тој термин ќе емитува друг филм. Инаку, документарецот кој многу пати досега е емитуван на БНТ зборува за еден јавно малку познат аспект од случувањата во Македонија кон крајот на Втората светска војна. Тука тие луѓе што се стрелани, всички беа българи и тие беа видни хора. Тези хора защо ги убиха? Тие ги убиха само за тоа што беа българи. Шести януари 45-та. Наричат я кървавата Коледа, защото не само тук, в околностите на Велес, но и Куманово, Скопие, Щип, Битоля и други градове на Вардарска Македония са потресени от масови убийства, за които и днес малко се знае. Со темата од документарниот филм е поврзано едно од така наречените 5+1 прашање, она за бугарското барање за рехабилитација на жртвите на комунизмот. Во денешното интервју за бугарската телевизија BTV, министерот Бујар Османи подсетува на декларацијата што Македонското собрание ја донесе во 2006 година со извинување до семејствата на жртвите на комунизмот и вели дека државата сега е подготвена да ја реафирмира таа декларација, но и да дозволи пристап до архивите, отворање на поединечни случаи, па дури и нивно судско процесуирање, ако тоа го дозволуваат законите. Во пресретно утрешната заедничка седница на владите на Бугарија и на Северна Македонија, денеска попладне во Софија пристигна висока македонска делегација, предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Беше организиран дочек со највисоки почести на плоштадот Александар Невски, пошто двајцата премиери положија венци на споменикот на незнаениот јунак. Во Софија не допатува вице-премиерот Бојан Маричич поради тоа што имал позитивен тест на COVID-19, иако, како што напиша на Facebook, немал симптоми. Во функција на подготовка на утрешната заедничка владина седница се одржа средба на министрите за надворешни работи Теодора Генчовска и Бујар Османи. За незината содржина, но и за други поврзани теми, пред малку во Софија разговарав со шефот на дипломатијата Османи. Министр Османи, утре е заедничката владина седница меѓу македонската и бугарската влада. Денеска како најава, како претходница беше вашата средба со шефицата на бугарската дипломатија Генчевска. Како помина средбата и интересно е, бидејќи во соопштението од МНР се споменува дека сте разговарали за одговорите кои што во декември Скопје ги прати на 5+1 прашање, каква беше реакцијата? Ова беше подготвителен состанок, бидејќи сепак Министерството за надворешни работи ќе останат координатори на овој процес и во делот на политичките отворените прашања, меѓутоа и како координација и на работните групи. Така да беше важно денеска во пресрет на таа меѓувладина средба утре, денеска да ги поставиме насоките на самиот процес во смисла на календарот на средбите и во делот на политичките прашања, во делот на структурата на разговорите, за да може веќе во наредните денови да се почне и тој процес на разговори по однос на политичките прашања, односно така наречениот пакет 5+1. По промовирањето на новиот пристап во односите со Бугарија, значи со формирање на тие работни групи, имаше различни интерпретации за овој пристап во јавноста, во однос на така наречените 5+1 или 4+1 сега прашање. Во некои интерпретации се велеше дека сега веќе нема 5+1 прашање, туку дека има работни групи. Што всушност сега е на маса? Видете, работните групи се по однос на секторската соработка. Односно создавање на платформа за да може секторската соработка да добие една предвидливост. И затоа ги имаме
петте работни групи плюс дополнителна адхок работната група, вклучувајќи историската во рамки на оваа група. Меѓутоа, пакетот на политички прашања, јас не би одел во однос на бројките 5+1, затоа што знаете одговорот од декември беше 5+7+1. Така да релативно е дали е сега 5+1 или помалку, затоа ќе кажам пакетот на политички прашања, исто така ќе се разговара паралелно со овој процес на создавање платформа за секторската соработка и работата на историската комисија, и тоа ќе се случи паралелно во рамки на разговорите на двете министерства за надворешни работи, кои што јас очекувам за наредните денови да се случи. Паралелно, значи, ако збориме, колку што ве разберам, збориме за два паралелни процеса. Тоа значи дека секторските работни групи ќе се состанат еднаш неделно по една работна група, и тоа му доаѓа на секоја пета недела истата работна група ќе се состане повторно, во кој што ќе се разговарат прашањата на проектите, прашањата на подобрување на инфраструктурата, економијата, културата, образование и така натаму. Во рамки на овој процес е и работата на историската комисија, додека Министерството за надворешни работи паралелно ќе продолжат со разговорите по однос на отворените прашања во рамки на овој сет на политички прашања, наречен 5+1 или како. Значи, тој формат ќе се продолжи паралелно. Тој формат ќе се продолжи, да. Во интервју за БТВ, мислам, одново го отварате прашањето за можни измени во составот на македонскиот дел на комисијата. Сега, велите дека можеби треба да има таков сличен пристап и од бугарска страна. Јас повеќе го наметнав како тема за разговор. Бидејќи ние имавме одредени промени во составот и повеќе го отворив како дебата дека комисијата бара одреден тип на нов дух, нова свежина, без да преюдицирам дали тоа ќе биде промена на состав, дали ќе биде тоа промена во динамиката на средби, во структурата на средби, во пристапот. Едноставно, во разговорите со комисиите и они се согласуваа дека е потребна одредена свежина во нивното работење. Како што кажав, без да преюдицирам што тоа би било, сепак мислам дека од оваа временска дистанца од 2-3 години колку работи комисијата, имаме доволно искуство да може да направиме еден пресек, да направиме една рефлексија по однос на предностите и слабостите на досегашниот начин на работа, за да евентуално се даде нова свежина и нова динамика во процесот. Се разбира, сето тоа останува во рамки на законскиот основ, односно на договорот за добрососедство од 2017. Дали мислите дека персоналниот состав на комисијата, од персоналниот состав на комисијата многу ќе зависи работата, функционирањето, па на крајот и епилогот од работата на таа комисија? Сигурно тоа е важен фактор. Јас сепак тоа го оставам на самата комисија. Знаете дека последниот член, кој што се уште не е одреден, и јас, иако тоа е моја обврска да предложам на влада, јас го препуштив на комисијата, на председателот на комисијата да предложи член, бидејќи тие најдобро ги знаат експертите. Не се мешам во внатрешната динамика на работење, меѓутоа се обидувам да ја отварам темата дека можеби од оваа временска дистанца може да учиме од одредени искуства за нивното работење, бидејќи за двете држави историската комисија беше ново искуство кога се создаде. Сега можеме да кажеме дека имаме доволно акумулирани искуство од двете страни да може да направиме пресек, па евентуално да продолжи на ист начин или пак да се внесе нова динамика. Меѓутоа, реков, тоа е повеќе отварање на дебата, на разговор, кој што ќе се случи во рамки на овој процес кој што го отвараме сега. Дали очекувате новиот пристап со Бугарија да даде резултат кој што треба конечно да го донесе епилогот, да биде кренато бугарското вето, и во каков рок, да кажеме, сметате дека тоа може да се случи? Ние влегуваме со намера надминување на разликите и деблокирање на процесот на европска интеграција. Ултимативно тоа е конечната цел на целиот овој наш ангажман. Влегуваме со добра намера за да го решиме оваа прашање. Никој не може да преюдицира. Имавме и не толку добро искуство во изминатиот период и кога бевме оптимисти и кога бевме помалку оптимисти. Така да сега влегуваме со една нова динамика, со една нова структура, нов календар, ќе видиме што од тоа ќе произлезе. Важно е дека граѓаните треба да бидат спокојни,
Нашите позиции се во рамки на декларацијата на собранието, во рамки на еден широк консултативен процес во кој што се вклучени многу институции, многу експерти, а на крај пред било која одлука граѓаните ќе бидат исто така информирани и собранието информирано. Меѓутоа сега е битно да се искористи ова ново поглавје отворено меѓу две нови легитимни политички влади и се надевам дека секој ќе помогне во создавањето на предусловите за надминување на ова блокада во која што се наоѓаме. Благодарам. Благодарам. Заедничката седница на владите почнува утре изутрина во познатата резиденција Бојана. Од Софија за 360 степени. Владимир Мирчевски.